Ви благодарам, председателе, почитувани членови на Советот. Јас имам едно прашање. Колку пати ќе треба оваа иницијатива да паѓа на овој Совет, во колку облици ќе ни се достави и зошто цело време ни се доставува, кога знаете дека таа повторно нема да биде, се надевам, изгласан. И што очекувате ви од овој состав на Советот? Дали очекувате дека ако ништо не се сменило, дека сега ќе гласаме поинаку од што сме гласале претходно? И затоа да не поставуваме реторички прашања, јас ќе ви поставам едно конкретно прашање на предлагачот. Која е промената во материјалните околности што вие сега сметате дека повторно ваква иницијатива треба да дојде на Совет и да се гласа? За да не оставаме интерпретација, за да не оставаме простор за интерпретација во јавноста, ве молам да ми го одговорите ова. А кога веќе станува збор на кого ќе му го предадеме ова застопанисување, се потсетиме на кого сакаме да му го дадеме. Тоа е Истгејт, кој во меѓувреме од кога претходниот пат, од како падна ова иницијатива, се покажа дека Истгејт цел протекува, дека тоа е едноставно една зафрканција, затоа што имаме и уште 1000 такви трговски центри, но некој одлучи дека отварањето на тој трговски центар ќе му донесе победа на локалните избори. Па се сликаа раководствата на одредена партија во тој Истгејт мол и сега мене ми се чини на советничката група на СДСМ, ако ова е политички приоритет, мене ми се чини дека ние како Совет сега гласаме дали претходното раководство на градот или конкретно минатиот градоначалник Шилегов и неговите ветувања кон овој Истгејт мол. Зошто го гласаме тоа ако не е ова ветување на Шилегов, кое повторно сега треба да дојдеме да го дискутираме овде? Зошто сега моите... Ве молам, да не се спомнуваат имиња кои што не се во салата и кои што не се во функција на точката која што ни е на дневен ред. Во ред. Јас ова го спомнав... До председателот е забелешката, не до вас. Во контекст, јас го спомнав ова во контекст дека општо јавноста се поистоветува со Истгејт, со тие слики, затоа ова не е злонамерно, туку просто затоа што така се прецепира во јавност. И зошто е сега ова политички приоритет на СДСМ и зошто тоа што јас на претходната седница на ваква иницијатива, тоа што го кажав, тоа што моите колеги го кажале, зошто сега тоа не важи, зошто повторно треба да го дискутираме истото? А проблемот е што немаме никакви стандарди, но тоа ќе го смениме. Нема да се дозволува стопанисување на неодговорни компании кои сакаат да си го подобрат коефициентот кога ќе се продадат или што и да им е планот. Но интересното е што во Скопје се случуваат нови проблеми. Значи, материјалните околности се менуваат во друга насока. Имаме проблем со јавниот превоз. Вие сте против набавка на автобуси за Скопје, ама сметате дека уште треба да го решаваме паркингот на Истгејт да стопанисува со паркинг просторот. И би сакал да видам од колегите од советничката група на ВМРО и ДПМН и коалицијата дека нема да поддржат вакви ветувања на претходното раководство на град Скопје. Мислам дека со искуството доаѓаат овие работи. Јас прв пат ја среќавам оваа тактика. Дека некој не присуствува на седниците, дека е тука за личен интерес, мислам навистина ова ми е прво вакво. Да, ова ми е прв допир со оваа тактика, мислам искрено иновативно. Втората работа за личен интерес, тоа што може да се забележи во јавноста е дека ние овде се појавуваме, генерално сме во контрадикција со вас. И ако нашиот личен интерес е нешто да остане јавно, а контрадикторноста е кај вас, кои сакате да стане тоа приватно, тогаш нека бидат лични интереси. Нашиот личен интерес на левица е да останат работите колективни. Јас не знам како очекувате оваа ваша аргументација јавноста да ја прифати. Затоа што е млака, затоа што аргументацијата е млака, аргументацијата е провидна, ама сепак ви благодарам за ова излагање, затоа што нешто научих од вас. Благодарам.